Преговори за членство во Европската Унија останува врвен приоритет на Македонија, а нивното почнување ќе овозможи и надминување на билатералните прашања со кои се соочуваме со земите членки на Унијата, изјави министерот за надворешни работи Никола Поповски на 13-тиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет Европска Унија Македонија. Тој подлече дека е значајно што во последниот извештај на Европската комисија препораката за почетокот на преговорите се уште обстојува и покрај сложените околности во самата Унија, во нашето соседство и во Македонија, и потврдува дека можеби некои одлуки ќе беше попаметно да беа донесени веднаш по првата препорака во 2009 година и веројатно ќе ни заштедеа енергија и дома и во Европскиот парламент, бидејќи Македонија ќе беше денес во прилично напредна фаза во водењето на преговори и за окружувањето на целиот циклус пред членството во Европската Унија. Во однос на добрососедските односи и поконкретно односите со Грција и спорот за името, шефот на македонската дипломатија рече дека има позитивни приближувања, а охрабрување се договорените мерки за градење доверба. За односите со Бугарија рече дека подолго време се фокусираат на договорот за добрососедство, процес кој вели овозможи отворен диалог и за чувствителни прашања. За мигрантската криза, нагласи Поповски, Македонија е во посебна ситуација бидејќи е земја во која мигрантите на западно-балканската рута преминуваат од земја членка на Европската Унија во земја која не е дел од Унијата и досега оценуваат добро се снаоѓаме. Тој ја поздрави одлуката за разместување на Фронтекс на грчко-македонската граница. Сојузот на стопанските комори денеска обвини дека главен виновник за загаденоста на воздухот во земјава е увозот на половни возила. Од комората бараат итно да се воведе Евро 4 стандардот за увоз на половни возила и воведување на регулаторна политика на јаглен моноксид при увоз и регистрација на возилата. Нашата анализа покажа дека најголемите загадувачи не се индустријските објекти и огревното дрво, туку проблемот се лоцира во увозот на половни возила, интензивиран во последните 5 години, изјави извршниот директор на ССК Митко Алексов. Владата денеска ја исплати пензијата за овој месец на сметките на 300.047 пензионери, префрлени се 3 милиарди 849 милиони денари. Просечната пензија заклучно со овој месец изнесува 13.077 денари. Исплатата на пензиите се одвива и ќе продолжи да се одвива редовно во секоја прва недела од месецот. Поддршката на животниот стандард на пензионерите и социјалните категории останува приоритет на владата, се наведува во соопштението од Министерството за финансии. Тетовската полиција денеска околу 6 часот во непосредна близина на мостот меѓу тетовските села Пршовце и Теарце го уапсила осомничениот ХД, 56 годишен од Тетово, за вчерашното убиство во Мала Речица на Хасмир Х од Лисец. Според податоците на тетовската полиција, ДЖХ при полициската акција за негово приведување извадил пиштол и се обидел да го употреби, односно да пука кон полициските службеници, но брзо и ефикасно бил совладан и приведен во тетовската полиција. Кај осомничениот биле пронајдени и со потврда од земени пиштолот ТТ од руско производство и 30 куршуми, што ќе се вештачат, јави. Убиството на Хасмир Х се случи вчера околу 15 часот и 30 минути, откако осомничениот ДЖХ со велосипед дошол до чајджилницата во тетовската Мала Речица и откако влегол внатре пред повеќе очевидци го застредал Хасмир со еден куршум во пределот на срцето, пошто избегал од местото на убиството. Издадени се нови потврди на вкупно 666 странски државјани за искажана намера за поднесување барање за признавање на правото на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврдите, најбројни се државјаните на Сирија, Авганистан и на Ирак. Од другата страна на границата, медиумите јавуваат дека неколку стотици мигранти фрлале камења кон грчката полиција, а потоа избила тепачка меѓу економските мигранти со бегалците од воените жаришта. Грчката полиција ги растерала, создавајќи коридор за минување на бегалците.